како градоначалник на Кисела вода го изградивте вашиот јавен имидж врз основа на фотоакции за садење дрвца околу Усија, додека Државниот инспекторат за животна средина и се закануваше на истата таа цементарница со казни до 200.000 евра, па дури и со губење на својата А дозвола, односно интегрирана еколошка дозвола. Можете ли да наведите еден конкретен чекор за спроведување што лично го иницииравте против Усија како градоначалник на Кисела вода, надвор од соработката во односите со јавноста, или треба да разбереме дека вашата борба против загадувањето и во град Скопје ќе сопре таму каде што почнуваат големите индустријски донатори? Супер, нели што ги спомнавте мерните станици. Ова е време јас да истакнам дека Кисела вода има поставено точно 2 мерни станици, една во Парк Македонија и една во Усија. Таа во Парк Македонија воопшто не се отвара на веб страната, значи немаме никакви податоци за загадувањето, додека пак таа во Усија не знаеме точно каде е поставена, значи на ограда, во двор, како што рековте вие, не знаеме дали е на траекторијата на падна димот во Усија. Исто така дополнително, таа мерна станица покажува податоци во PDF документ за последните 7 дена, за во просек за секои 24 часа. Односно, Усија ако премногу загадува 12 часа, 12 часа не работи, во просек, нели ќе нема загадување во таа околина. Прашањето не ми беше за тоа, мене прашањето ми беше дали да очекуваме вакви пиаровски плукни залепи решенија кога се справувате со загадувањето во град Скопје, како еден од најзагадените градови во Европа, па и во целиот свет.